Владата го усвои планот за претстојната учебна година. Наставата ќе се одржува со физичко присуство, но нема никаква рамка каква треба да биде епидемиолошката состојба за учениците да се пренасочат на онлайн настава. По примерот на некои европски земји, каде доколку 10% од учениците се заразени, се затвораат училиштата. Министерката Царовска вели постојано биле во контакт со Комисијата за заразни болести и оттаму го имаат последниот збор. Како ќе се менува епидемиолошката слика, така Комисијата за заразни болести ќе го информира Министерството дека се појавува ризик. Дополнително, како што минатата година знаете дека 40% од учениците одеа со физичко присуство во училница и немаше ниту еден случај на интерна трансмисија на COVID-19, покажува дека со почитување на дадените протоколи може да се спречи интерна трансмисија. Веќе неколку месеци родителите и учениците го чувствуваат хаосот кој се создава во пресрет на новата учебна година. Нова концепција, нови наставни содржини и дигитализација на учебниците. Протестите и барањето за референдум не помогнаа Царовска да се откаже од дигиталните учебници. Веќе го промовираше електронскиот учебник по математика, а најави и дека другите учебници веќе се дистрибуираат по школите. Новина има и за наставниците. Оценки ќе ставаат во електронските дневници. Печатениот заминува во историјата. Во меѓувреме законот за учебници не е влезен во собраниска процедура, а Царовска вели нема ништо спорно да се воведат дигитални учебници и покрај тоа што не е донесен. При неговото носење ќе се земело предвид и мислењето на јавноста. А како студентите ќе ја следат наставата ќе се одлучува индивидуално. Секој универзитет, земајќи ја предвид автономијата, може да донесе протоколи во координација со Министерството за здравство. Не се исклучува можноста одредени факултети да донесат одлука за задолжителен COVID сертификат или негативен PCR тест.